Ете го аплаузот, никако сакав да пробам вака со лизгање да влезам, меѓутоа тешко оди, со оглед на тоа што подот не е толку лизгав, а и некако штикливе не сакаат да се лизгаат, па да ви направам некако таков влез. Како и да е, ајде добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Како што веќе знаете, јас сум Елена Митева, ова е оној фамозен фидбек кој што можете да го гледате исклучиво на Телма телевизија, на фреквенцијата на Телма телевизија, што значи дека сега ве очекувам да бидете на вашите позиции, ве очекувам да бидете можеби во вашата омилена фотелја, во вашето омилено седиште, можеби легнати на кревет, можеби ме гледате на интернет, како и да е, онлайн, меѓутоа сепак сте заедно со мене и со целата оваа екипа што работи на Фидбек. Како и секоја сабота, така и овој пат ќе имаме одлични гости, ќе имаме 50 минутна забава, ќе имаме 50 минутен супер разговор, смеа, музика и многу добри гости. За кого точно станува збор се разбира, ќе го кажам тоа по джинглот, да си го најавам и мојот диџеј Брик кој што претходниот пат не беше, меѓутоа овој пат ќе ми наплати убава, ќе види тој што ме напушта, како и да е тој ќе биде дел исто така од ова издание на Фидбек и се дружиме и уживаме заедно. Останете со нас. Така, секогаш, буквално секогаш ме фаќате како си играм на фонот на ова најава, меѓутоа ви реков, тој што ми ја измисли шпицата и музиката за шпицата, алалда му е. Го видовте мојот прв вечерашен гостин и мислам дека нема човек што не го познава. Би рекла дека мојот прв вечерашен гостин е легендата на ноќниот живот во Скопје. Човек што постави сцена, што постави стандарди во едно време о Скопје, за кое што време многумина ќе речат дека Скопје живееше. Значи, зборуваме за време во 80-тите, 90-тите, па да е некаде до нека биде 2000-та година. Што се случи после со Скопје? Не знаеме, може би човекот ќе знае подробно да ни објасни за што конкретно станува збор. Меѓутоа знаете дека станува збор за урбан лик, станува збор за скопски лик, станува збор за менаџер на многу дискотеки, клубови и слично. Инаку тоа не е единствената негова функција, тој меѓу другото работи како самостоен референт во Министерството за спорт, за унапредување на спортски настани и проекти. Има многу што да се зборува за него, меѓутоа нема да зборувам јас, ке зборуваме лично со него, станува збор за Милорад Цајич Цајо. Цајо, повели. Повели, па како вака една легенда ми е убаво што си ја имам овде во Фидбек. Добро вечер на тебе, Елена, и на сите гледачи на Фидбек и на тебе, Телма. Ти благодарам за убавата најава и мислам дека ги кажа баш оние референци за мене. Да не заборавиме, иначе сум и човекот што ги постави стандардите и на поп и рок музиката негде од таму 95-та година од минатиот век. Меѓу кои првиот менаџер на Магија, на многу други, на Нокаут. Тебе те гледам со покоен Панчо, веќе со ДНК. Инаку, минатата година многу ме погоди, затоа што јас сум првиот менаџер на ДНК. Претходно, кога Панчо беше во ОК бенд, му бев менаџер во ОК бенд, Андреј беше во ТНТ и така се направи идејата на Панчо да после распаѓањето на овие две групи да се направи дуото ДНК и групата ДНК. Так. Она што се случи во Кочани многу длабоко ме погоди и мислам дека 2025-та сакам да ја заборавам и никогаш повеќе да не се повтори. Многумина од нас сметам дека беше на вистина нешто што ќе остане болка за секој еден од нас. Меѓутоа ќе го оставиме сега тоа на страна, ќе пробаме да имаме нели убава забавна емисија. Со тоа што на почетокот имаме кратки брзи прашања со кратки и брзи одговори. Може? Може. Да ти го пофалам стилот, ми се свиѓа жолтото капче со жолтите детали. За почеток. Од секогаш си знаел како да се дотераш. Ајде вака, референт или менаџер? Па, менаџер. Добро. Тропикана или Колосеум? Тропикана. Зошто?
затоа што никој не знае дека Тропикана пред да се нарече Тропикана, првите забави уште во кафана Игно јас ги правев. После тоа Супер. Масе и неговата екипа и Предраг Чемеригич ја наследија. Да, заедно со Горан Милев, со Горан Димишков, онаа екипа од Аполон и така да они ја продолжија приказната со Тропикана. Летна бавча или затворен подиум и клуб? Што бираш? Ја мислам повеќе затворен клуб. Затворен клуб, добро. Музика од 80-тите, 90-тите или пак нов, свеж призвук? Музика од 80-тите. Добро. Омилен дел од Скопје тогаш, зборуваме за тоа време, Минатото? И омилен дел од Скопје денес? Езерце. Езерца, да. Ма веќе го немаме, нели? Па затоа и го напоменав, затоа што веќе го срушија и мислам беше обележие Езерце и Кермес. Така, јас го памтам само како Градот треба да се посветат сите овие градоначалници да ги обноват. Тие се култни места за градот Скопје. Добро. Влез со список на врата, значи вака. Кој си ти? Може да влезеш. Или слободен влез? Па, јас повеќе преферирам на она што своевремено го направив, тоа беа покани. Со покана. Добро. Минато што се памети или иднина што се гради? Иднина што се гради. Иднина што се гради. Диџеј журка или концертна бенд? Диџеј журка. Дица, ја види го, браво. Омилен твој организиран настан? Мој омилен? Да. Великденско кафуле. Леле, го паметам, што беше тоа, ќе не подсетиш? Па, идејата се роди 1997 година. На Скопскиот сајам беше организирана првото великденско кафуле. Екипа на луѓе ме поканија како да се направи некој настан. Знаеме дека секогаш во тоа време за Великден не постоеше Велики петок и повеќе денови, него беше сабота према недела се одеше во црква, недела беше првиот ден од Великден, понеделник неработен. Јас во недела према понеделник ја направив таа журка и едноставно ја крстив кафуле, бидејќи во тоа време имаше многу актуелни кафулиња како што беа Ексклузив, Чао, Рома, Матиник и така натака. Им дадов шанкови на овие кафулиња, сакав да соберам баш скопската публика на едно место, бидејќи кога ќе помине денот во црква, другиот ден немаше каде да се оди. И едноставно пусто, празно, така. И едноставно решив да го крстам кафуле, бидејќи тогаш кафулињата беа мали. Сега се веќе големи, со голем обем. И тогаш првата журка се случи 97 година. Сега ќе ви кажам, беше крај, пошто Великденот нели го менува денот, беше 23 или 24 април 97 година. Интересно. И последното прашање, класика или трендсеттерство? Класика. Супер, се гледаме на позиција. Фала ти. Убаво вака кога си имам урбани ликови овде во Фидбек со Елана, кога имам луѓе кои што имаат што да кажат, односно имаат навистина голем, би рекла, багаж и приказни зад себе. А мојот втор вечерашен гостин е еден прекрасен лик, би рекла, мој драг пријател исто така. Човек кој од многу одамна се бави со тоа што најдобро го знае, а тоа е музиката. Човек кој што го познаваме по неговите фамозни караоке шоуа, човек кој што кога ќе фати микрофон во рака, односно кога ќе го даде микрофонот во рака, па сите знаеме да пееме, веруете. Ќе ви каже дека јас добро пеам, нели? Во тоа се докажа на една негова забава.
Инаку тој не само што е творец на одлични забави, караоке забави, туку е и творец на своји музички песни, спотови и така натаму, што значи дека си прави и своја авторска музика. Како и да е, се радувам што ќе биде овде во нашето студио, стружанецот по раѓање, по потекло, Методија Пуповски или познат како Методи Флеш. Мето, повели. Добро вечер, како си? Колку убава најава, ти благодарам. Мили, јас така тоа што го мислам, тоа го кажувам и за Цајо и за тебе, сметам дека навистина сте едни ликови кои што заслужуваат да бидат овде, кои што заслужуваат нели да си позборуваме вака Нашински. Добро вече и до Цајо, легенда. Легенда, сме да, учеле, така уште е. учиме, голем респект. Така е. Према двајцата вас. Телма, добро вече. Така е, благодарам. Морам јас онака да кажам дека што се однесува за пеењето, твоето последно пеење и Каролина, ако слуша, ако гледа Каролина, имаш сериозна конкуренција или Леле, фала ти, многу ми значи, ама навистина тогаш добро испадна. Значи Каролина комплет репертоар, секоја чест. Леле, за ова частам. Не беше, да знаете дека не е наместено. Во сценарио ништо. Не е наместено. Ја реков кога Ти тогаш благодарам. и Да, ми рече дури, дали Каролина знае како пееш? Така. Односно, како ги пееш нејзините песни? Да, и Каролина Викам, мора да не. те чуе и треба да те чуе како пееш. Керол, ќе ти пуштиме снимка. Кога следен пат ќе се снимаме, па ќе чуе. Договорено, може и таа да дојде. А може, таа беше еднаш во фидбек со Елена, Така, да знам. дојде на настанот, секако. Да испеете заедно. Караоке шоу или соло настап? Концертен соло настап. Да, моментално наше го работам караокето. во секој Караоке. случај. Добро. Да се пронаоѓам. Среќа е или те чекам? Среќа е. Како автобиографско е, како она што го работам, она што ме представува мене, среќа е. Среќа е, добро. Видео караоке во локал или концерт на отворено? Добро, концерт е, да. Сепак концерт. Така, пред поголема публика. Добро. Паѓам исто тоа. Фанк звук или поп-рок? Фанк, моментално фанк. Многу сум Да. по фанките. Да, Не знам, се чувствува тоа дека го имаш Да, тој... го сакам Го фанките сакаш, многу. така е. Го сакам и со джез комбинирано, така да. Фанкито е за мене некако Супер. со тек на годините се пронајдов тука некако. Добро, караоке со публика или музички спот со професионален тим? Па моментално работам на видео запис, така да нека биде тоа. Нека биде добро. Во тој филм сум. Скопје или Струга? Мојата предност е да имам како два родни градови, нели викаат дека тамо каде што си убаво, тамо е твојот дом. Моето место на адреса значи остана Струга. Ја не се преселив во Скопје. Скопје доаѓам повремено по 4 дена, али се осеќам на двете места како баш. Значи, имам два дома. Имаш Скопје два и дома, Струга. добро, тоа е убаво. Обично Стружани се држите и ведени организаторот ние вика су судени, од Струга, Стружани, тоа е опасна работа. Добро е тоа. Стинг или Брайан Адамс? Стинг. Добро, U2 или Coldplay? Јуто. А од девојките да речеме, ајде од поновиве Леди Гага или да речеме Бионсе? Тешко. Да, и двете имаат одличен вокал. Одличен, да, Леди Гага ме изненади, баш коментиравме со еден джез нејзин настан и еден джезерски концерт, така да, не знам, многу тешко. Леди Гага, да, опасен Леди вокал. Гага ме изненади Опасен онака и а Бионсе го има она нејзиното на стејдж, така да. Да, она не знам. доминира баш на сцена, е така, амазонка е Се целата. преправа цела кога Баш доаѓа, така. така да нерешено нека биде, може. Да, од пеење, кирилица или латиница? Латиница. Добро, и сигурна комфорна зона или експериментирање? Експериментирање секогаш, тоа те носи секогаш понатаму. Понапред. Се гледаме мето на позиција. Тука сме, фала. Ти реков, јас имаме добра шпица, нели имаме одлична најавна шпица. Што е ова? Знам што е ова. Што ти тикнала како музика? Малце да се уозбилим. Диско.
Диско. Студио Кај си бе, 54. бе, може вака се гушки. Пошто, бидејќи не ми беше претходната емисија, морам да те изгушкам и воедно да те искарам и воедно да ти кажам дека ми фалеше. И вие ми фараште тука, ама што да правам со бебе? Не Со се бебе знае не кога се ќе се активира знае. бомбата. Тато. Види, па посебно новопечен татко, стресовите се многу поголеми, трчањата се огромни, Паники. паниките Со фаќаат. земјотресот пред некој ден трчаш бебе паќаш. Леле, стварно. Под каса. Под овакво стоиме. Да, А да. исто и јас бев истата. Син ми трча од една соба, јас од друга соба. Сукри се. Ние ќе имаме сега земјотрес, ама тука убав земјотрес, од убава музика, така да претпоставувам дека супер ќе си поминеме. Мора. Кажи ми дали, не знам дали само мене, ама Цајо ме потсеќа на Beastie Boys од Интергалактик во моментов. Само наместо шеширот, кацига фали, жолта. Да. Ама скроз оригинал. Тоа беше песниште на времето, се сеќавам. Беше и уште се пушта. Па и уште се пушта, Уште се пушта, апсолутно. да. Кажи ми, што ќе ни пушташ денеска? Студио 54. Компилација. Може. Мислам дека ќе им одговара на гостите. Види, момците одма се сложија дека е класика. Да. Класика, супер. Најактуелно диско своевремено. Диско. 80-тите Од години. 80-тите, така е. Добро, баш ќе слушнеме некој поразличен вид на музика. Да. Повторно да кажем дека можеме да те најдеме во Класика во Класика, во ботаника, таму се секој петок и сабота, претпоставувам. Па зависи. Некојаш петок, некојаш сабота, некојаш и петок и сабота. Кога ќе се фати. Да. И плюс некоја пропратна журка. Да, фала Богу. Бебето те пушта, мајката те пушта. Добри се сега за сега. Добре, им пуштаме. толерираат. Им пуштаме љубов срциња за да те толерираат и да те пуштаат прво овде на работа. Пуштаат. А после се останат. За друго не мора овде пуштаат. Да, фала Богу. Се гледаме брик. Се гледаме. После ќе ни се Ќе ви се Ќе ни се приклучам. придружиш со твоите прашања, а јас се сиднувам кај моите гости. Четворка, ако може, сакам една убава најава уште еднаш да направам. Уште еднаш првично да им се заблагодарам на овие мои драги луѓе, пријатели кои што дојдоа овде во студиото на Фидбек, бидејќи знам дека ќе имаме супер разговори, бидејќи знам дека имаме што да си кажеме и како да кажеме. 100 пати ќе повторам, меѓутоа мојот фидбек е токму ова. Имањето на ваков тип на луѓе во емисијата каде што не само што јас ќе си поразговарам со нив, туку и вие ќе ги видите од онаа малку поинаква страна каде што си правиме лабаво муабет, каде што ќе чепнеме и некои убави теми. Ги избегнувам неубавите теми, иако некогаш за жал се неопходни, но тоа е тоа. За почеток, неопходното прашање, колку и да е досадно, како започна воопшто вашата приказна со ова што се бавите денес? Мето, во случајов со музиката, бидејќи ти тоа, како што знам, го правиш од многу одамна, а во случајот на Цајо со организирањето, менаџирањето и сите останати работи. Што се однесува музиката е мојот живот. Кога би се вратил многу назад пред се, музиката ја доживувам како она што го стварам. Значи, една паралела, сега ако се прави музика за да се свири тезга, тоа се правеше музика за да се направи своја музика авторска. И тоа е голема разлика. Би го потенцирал тоа. Тоа со самите економски причини ние почнавме да тезгариме. Сега се враќам многу назад, каде што се свиреше сосема друга музика. Исклучиво странска музика се свиреше. Да, светските хитови беа тогаш доминира. Нели сега се враќам на времиња и тука од Костерна, да кажам МЦМ, Максим и тие. Значи времиња се свиреше стварно квалитетна музика, се слагаш, така многу имаше квалитетна музика и се одеше на квалитет. Правам некоја паралела. Јасно. А го поврзувам она сега моето, тука веќе еволуиравме сите, авторската музика си остана моја кај што е работам, нормално 2 албуми снимени. После тоа како дојде приказната со караокето? Сега одав на тој муабет. Постоеше Duo Flash, Duo Flash функционираше 23 години. После раздвојувањето на Duo Flash стана дилема за мене како да продолжам, дали да го правам пак Duo Flash. Сите не може тоа пак истото да го повториш, пошто сепак 23 години поминале. А сите сакаат да пеат. Имаше некои обиди за караоке низ градов, гледам, не се баш на тоа профи ниво, така сепак е караоке да гледаш текст пред тебе и да немаш вокал, нели така? Така е. Тоа е караоке, не се ајде пушти брук музика и сега ние да пееме, тоа е караоке. Така не е тоа. И така да седнав, видов и во Америка некоја идеја и земав опрема.
седнав да научам да програмирам, пошто сепак тоа јас сакам да го правам, не е тоа некоја си се, да кажам, YouTube зезанција така, и тоа не е ни профи, па не можеш ни пари да вадиш од тоа, треба да сме сите професионалци да си го заработиме лепчето. Се служувам. И така се решив да го направам тоа, продолжив како методи флеш, како монофлеш. Сакав и така да се играм од почетокот, вече дилема. И некако се пронајдов, почна да ме исполнува тоа да гледам среќни луѓе, расмејани луѓе пред мене. И така одлучив. Многу ти се успешни, мора да признам. Дури нашата, ќе кажам, новогодишна забава беше со тебе. Преубаво си поминавме. Мислам дека нема човек што не сака да фати микрофон во рака и да се распее. Тоа е дава некако живост караокето. И пред се нели почнувам ја да пеам и се опуштаат полека луѓето, го гледаат текстот и само тоа си извира. Па кога ќе подпивнат една-две. Потоа веќе тогаш микрофонот е ваш, готова. Баш така. И супер, сега си на тоа ниво на кое што си, знам дека настапуваш по многу локали, знам дека ти има секаде, меѓутоа приказната е значи уште од пред 20 на 30 години. Ти не кажуваме сега цифри. Не кажуваме цифри, од пред 10. Да, од пред 10 години. За да изгледаме млади, нели? Цајо, кај тебе веројатно датира од уште поодамна приказната, меѓутоа како воопшто свати дека сакаш да го работиш тоа што го работеше најдобро што знаеше, а тоа е менаџирање, организација и едноставно правење и создавање на ноќниот живот во Скопје? Па, ако се навратам од детството, значи од мали нозе, секојаш сум бил организатор. Значи, нешто својствено кај мене, значи, вродено, природно, е организацијата, како мал бев извидник. Така. И ти да имаш чета од 200 извидници, уште во 6-7 оделение, тоа е бројка. Да знаеш како да... Ти ги носеше позади тебе, ајде! Да. Нова кривина лево! Своевремено, значи, тоа ми даде поттик и организацијата остана, значи, дел од мене. И негде во 80-тите години, од минатиот век, таму во дискотека Таверна, бев најмалиот и најмладиот менаџер, али во тоа време дискотека Таверна се отвори на 8 март 1978 година. Моите забави почна 1980 година. Пред мене тоа беше една актуелна групација на луѓе со бутикот Лонза. Они правеа во понеделник. Замисли во понеделник да биде игла полна дискотеката. Само што во тоа време сега во петок не можеш да наполниш, нема понеделник. Понеделник се бараше карта повеќе. Втори кои почнаа да работат се Бојан од Бас, легендарниот кафич, заедно со една легенда од рок музиката Нонте, кој живее во Австрија. Трет беше Бато, покоен од Лонза, и четвртиот сум ја. Само што тогаш забавите ги правев еднаш месечно или некогаш два пати месечно и тие траеа до 23 часа. Понатака, еве, ексклузивно да кажам во твојата емисија. Ноќни забави нешто се измислија. Да, ексклузивно да кажам, јас сум првиот и оваа година правам голем јубилеј. Значи, 40 години од првата полноќна забава во Скопје и Македонија, на 23 октомври оваа година ќе биде. Значи, првата журка полноќна што го смени цело угостителство после 23 часот се случи далечната 1986 година на 23 октомври во легендарната дискотека Огниште. Така. Има многу фактори, мора да го споменам тоа, а вие директно сте некако инволвирани во тоа. Има многу фактори кои што го сменија животот во Скопје. Со измислувањето на полнокните забави, меѓутоа знам дека и кафичите работеа до многу подоцна порано, дискотеките работеа до 5-6 часот наутро. Дали сега веќе, што мислите, се смени народот? Или од тоа што ни е наметнато некакви правила и така натаму, почнуваме да се однесуваме малку поразлично, бидејќи веќе кафичите се до 12 часот, дискотеките ако работат до 3 до 4, па не знам и дали имаме во моментов дискотека во Скопје, што е страшно да се каже. Хронолошки гледано, да, со воведување на некои правила, со ограничување на некои правила,
почна да паѓа ноќниот живот во Скопје. Така да, сега, од кои причини се тие па воведени правила, не би сакал да дискутирам. Да, не навлегуваме во тоа се политики и така натаму. Али да. Еве сега ќе се вратам ја пошто од 90-тите, почетоците се мои на 90-тите и Скопје од 95-та, 6-та веќе не знам, али еве да кажеме. Така да тогаш ако работевме, значи од 7 дена, 8 дена ние работевме. Баш така. Значи, каде што се работеше, немаше работно време. Некако на природен начин, пример, што би рекле, србите од јутра до сутра. Да, од 1-2 и после од 2 до сабајле до 5-6 се одеше по ноќниве клубови. Немаше тука да дојде полиција, немаше закон со пушење, немаше некоја репресија, чекај, инспекција, 5 до 1, надвор сите. Чекај да се стрес, луѓето веќе ете така. И тоа е и другата причина е нормално економскиот фактор и криза во духот на луѓето. Го изгубивме духот, луѓе. Го изгубивме духот. Некако станавме и лоши, оптеретени, огорчен народ некако како несреќни да сме. Ја пеам за среќа, за тоа би викам ја се радувам кога гледам среќни луѓе. Среќни сакам да гледам. Ние некако многу несреќни станавме. Така да многу на место забелешка огорчени се луѓето. Сега дали тоа велам, дали самото општество, дали самата држава, дали самото место на живење, економијата. Јас не викам дека во светски услови е тоа идеално, меѓутоа е сепак поразлично. Еве го спомна и законот за пушење, сега што мислиш дали ќе се сменат нештата со тоа? Овака, Елена, ја мислам дека животот во Скопје се смени со носењето првиот дел од законот за пушење уште пред 16 години, тоа е 2010 година. 2009-2010. Кога во кафулињата се правеа дел за пушачи, или кога требаше надвор да се излегува тие што пушат и слично. Луѓето тоа не можеа да го сватат. Маци беше страно, едноставно беа навикнати да се пуши. Видете, имаше баш добар фидбек тоа. Еве сега јас да се навратам во минатото. Не можам да замислам, имав на Facebook пуштен едно видео, легендарниот хотел Бристол, веќе ќе се реновира и бе во дискотеката Таверна. Ја не можам да разберам во тоа време 80-та година, 81-та, сите пушеа, сите пееа и тоа беше чадилница невидена. Сега не можам да го сватам како тогаш ние сме обстојувале во такви простори. Значи, види, јас сум непушач, така да мене не ми смета тоа што нема да се пуши, меѓутоа, јасно. Али сега со новиот закон за пушење, мислам дека ќе направи огромен амбис во угостителството и целокупно за целата тутунска индустрија, уствари за тутунарите. Мислам дека државата треба да се фати за економски проблеми, значи да работи за економијата, а не да ги дефокусира луѓето со некои закони како што се дефокус ни е главна работа. Како што е законот за пушење, после 16 години пак се навраќаат на законот за пушење. Сега уште порестриктивно и мислам дека треба на конкретни работи да се работи, а ова што го бара Европа, они тоа селективно го завршува со децении. Значи и кај нив постои тој закон нормално, не е одеднаш некако, али не одеднашка да биде како со нож пресечено, од утре готово, толку. Значи мислам дека ќе остави многу негативен ефект и према угостителите и према естрадата, значи ќе падне тотално работата. Значи во смисол, рачунајте дека во угостителството има најмалку 100.000 вработени. Тоа е проблем број 1. Тутунарите се најмалку 100.000 луѓе во државата. Тоа се 200.000 луѓе кои директно ќе бидат засегнати директно од овој закон. Да, еве, добро е што јавно го говориме ова со оглед на тоа дека можеби ќе стигне до некои надлежни органи, па ќе го преработат тој закон или како и да е.
Мета, во што повеќе уживаш? Во процесот на работа, додека ги подготвуваш номерите, додека правиш нова песна, додека снимаш, додека враќате назад, додека по 100 пати не те нервираат, или пак во самиот производ од како ќе излезе номерата песната? Производот е многу убав. Посебно и фидбекот од публиката која ти ја пее песната и која ти ја бара. Така. Значи тоа е нешто најубаво. Но процесот на изработка ми е многу убав, таа пасија околу тоа сето. Моментално работам, наредниот месец ќе иде за нова песна моја, значи Супер. ексклузивно, да, се надевам ќе ја испромовираме повторно. Секако. Може да кажам она што не ми се свиѓа? Секако, слободно. Значи, се ми се свиѓа. Процесот на стварањето е убавина, тоа како да градиш куќа, па после ги гледаш резултатите. Тималче, така. И се е тоа супер. Не ми се свиѓа промоцијата. Значи, онаш каде што ја треба да се залагам како пиар, како се. Значи, тоа ни треба луѓе како Цајо. Ни треба луѓе кои сме ние зависни. Ние не можеме да го... Мене ми е најлошо се, јас се јавам. Ало, нова песна. Праќаш мејл, не ти одговара, човече, ти 3 месеци, година време снимаш, па врати ми на мејл, бе, друже, супер ти е песна, ќе ти ја пуштиме. А не да имам мјут од другата страна, да немам никаков фидбек. Тоа не е професионален однос, ние така. се соочуваме со тоа, значи не само ја и другите артисти што немаме менаџери, така да немаме пиар служби. Значи, ја треба да мислам на текст, на студио, на све, на видео, така се. Не можам и пиарот. Значи, тоа да кажам што не ми се досаѓа. Тоа си е посебна професија. Ете така. Затоа ни треба луѓе како Цајо и треба повеќе да има луѓе што ќе бидат посветени на тоа. И да ги најдат правилните, не викам дека јас сум авторот правилен, него повеќе да го расшират тој круг на артисти, каде да има некоја сцена, така да каде што ние ќе може да напаѓаме, каде што ќе има некои норми. Така, верувам. Или каде што ќе има музички емисии, тоа го зборнавме претходната емисија. Да има топ листа, ние немаме топ листа. Која е таа топ листа? Нема топ листа, нема музичка емисија, нема. Се сеќавате ли, Иве Цајо, можеби и ти на времето постоеше дури во сега бивша Југославија, јас тоа не го знам, меѓутоа од зборување кога имало топ листи од цела Југославија. Така е. Значи, каде што Лепи Сол биле во топ 5, например, или каде што еве Мето ќе влезе на второ место, зборувам сега во југословенски. Критика ни треба, критика немаме. Оцени ми го ти мојот труд. Критика немаме. Нека сега нека не се навредат медиумите, мислам дека македонската музика и она што го спомена ти во минатата држава, имаше многу музички емисии. Многу. Нема више презентација на спотови македонски по медиумите, него најбитно е политика. Политиката и турски серии, за жал, јас се извинувам за сите кои што го пратат тоа, меѓутоа, не, умот им го зема. Да, тие се звездите. На сите. Тие се звездите. Така да, верувам дека и политиката и општеството, повторно ќе кажам, и државата го наметнува тоа. Меѓутоа, треба да бидеме доволно паметни, слободно искажете се, сега нема проблем. Што повеќе треба да се даде простор, би ги охрабрил следните генерации, значи негови колеги менаџери да бидат така поагресивни, да створат некоја сцена. Мислам дека е тоа. Што би му кажале на помладиот Мето, односно помладиот Цајо, или на оној повозрасниот што допрва чека? Не знам, не би сменал многу, биди посветен, биди си, остани посветен, да го се што го работиш профи, значи, би кажал можда биди поагресивен. Немој да бидеш многу онака... Фин, префин, културен... Да, немој да си толку многу фин. Нападни каде што треба, па и боцени понекогаш. Некогаш добрината знае да страда, за жал. И да се злоупотреби. Да се злоупотреби, баш на тоа. Баш така, убаво го каже тоа. Цајо, што би му кажал ти на помалиот Цајо? Од денешен аспект. На детето Цајо. Па мислам дека пак би се навратил на организација, само што би го сменил она што го работев своевремено. Организацијски малце поголем тим да имам околу мене, бидејќи цел живот сум научен на one man show. Значи од она што се кажува до правење ивент, мислата, како да се вика, до
крајната цел да има што повеќе публика и едноставно да има добар маркетинг во печатени и електронски медиуми. Така, тоа е тоа што и Мито го кажа Тоа е тоа што ни претходно. фали, да. Фали едноставно. Тебе во менаџерскиот Така. момент, тебе во организацијскиот дел. Ајде овде ќе го вметнеме малку и брик. Шо? Да се сите one man show, така е. Сите сами бркате нешто. Сите сами бркаме нормално, што до некаде и добро, па на крајот на криштата можеби тоа не направило тоа што сме денес. По-сигурни, да. По-сигурни, со голема самодоверба. Кога некој цело време би ми давал на тацна. Елена, своевремено Македонија имаше Сдружение Македонска естрада. Се уште постои, ама тоа не е активно. Така. Тоа е Изошто лошо. постои проформа само. Кај нас е се проформа за жал. Кога ли брик со твоите прашања? Што да ги прашам овие легенди? Легенди, стварно. Мислам, еве, Знам пробај. што ќе ги прашам. Ајде. Јас работам околу 20 години во ноќен живот. Вие дупло и може Не и кажувај. повеќе. Немој до дупло сега, не претирувај до дупло. Добро, како и ја изгледам постар од вас? Не. Како изгледате волку младо? Објаснете. Не. А знаеш што е Црни тоа? подочњаци, Пред се, кај се? сега ја ќе ти кажам, пред се честитки за твојата бебето? за бебенцето. Ради тоа ти е последнава недела ти се случува. Така. Со тек на време ќе научиш и ќе се даваш. Ете тоа, инаку не. Ние своевремено имавме на онака зезанција што би се кажало. Ти си наше дете, имаше конфекција наше дете Да. и конфекција беба. Значи ти си многу млад да знаеш. Ние тоа го употребуваме во жаргон скопски кажано. Да. И види го овој конфекција беба. Беба, да. Значи, наше дете и конфекција биба. А сега вака па избличен ектинци бебе. Да, сега Кај ти е брадата? ја Отида. изгубив негде. По пат. Имаш уште некој прашање? Не, тоа е. Тоа е Не тоа? ќе да замарам си кажа. Може би- Музиката е топ, ја онака се Дали може би кога бидејќи и двајцата сте работеле со музики, работите до ден денес, што е оно што сакате да си го слушате ван тоа што го работите? Например, додека се тушираш дома, додека слушаш во автомобил радио или си пушташ на Bluetooth или било како. Што е тоа што те така, што ти е убаво да го слушаш? Знаеш, викаат порано кога не можев да го сватам тоа, кога ќе ги поминеш сите музики и завршуваш со джез. Значи, Да, кога ќе ти рече некој джез, како, не джез ќе слушам сега, немам моментално друга само работа. тоа ме опушта и нормално песните што си ги спремам, морам да ги слушам, пошто ги програмирам после тоа, Така. али се опуштам исклучиво со джез. Одлично, Цајо? Ја, Елена, она што го кажа сега Мето, буквално дали годините минуваат, кога бев многу млад, сосема друга музика слушав, сега се друга. значи слушав heavy metal, така, значи рок, сега како што Цајо, тоа. годините, да. Да. Не ми личиш. И јас имав, Се шалам. јас имав значи винили од Pink Floyd, од Deep Purple, од Led Zeppelin, од Talking Heads, своевремено многу музика. Така, браво. Ајде овде ќе направиме една мала кратка пауза со песната на Мето. Се вика Мето и пријателите, така, и песната е Среќа е. Да, тоа што го спомнавме. Претходно песна напишана за сите мои пејачи од цела Македонија. Конечно да ставиме крај на грижите што беа со нас, повторно да бидеме тим, да пееме
Среќни да бидеме, се смееме, очи да ни блескат со посјај. А глас не држи да пееме до последен час. Среќна си ти, среќен сум јас. Среќа е да пееме сите на глас. Кога среќна си ти, среќен сум јас. Среќа е да бидеме сите заедно до крај. Среќна си ти, среќна сум јас. Среќа е да пееме сите на глас. Кога среќна си ти, среќен сум јас. Тогаш сум и јас, и јас, и јас. Среќна си ти, среќен сум јас. Среќа е да пееме сите на глас. Кога среќна си ти, среќен сум јас. Среќа е да бидеме сите заедно. Среќна си ти, среќен сум јас. Среќа е да пееме сите на глас. Кога среќна си ти, среќен сум јас. Среќа е да бидеме сите заедно. Среќа е да бидеме сите заедно. Среќа е да бидеме сите заедно до Ете така, супер numera, среќа е, впрочем, она што сите нас не прави среќни, неговата музика, неговата позитива и сето она што го видовме, впрочем, и на видеозаписот. Доаѓаме до последното прашање, многу ми накричат најтешкото, меѓутоа викам не, напротив, тоа е она јагутката на шлагот. Па Цајо, кој е фидбекот од тоа што си и од тоа што го работиш? Или јас како сум- го доживуваш? Па јас сум многу среќен човек. Прво со моето семејство, со мојата ќерка Ана, со мојата сопруга Мирјана. Едноставно, годините го прават своето. Можам да најавам дека оваа година може ќе се повлечем од она што се вика менаџерство и наредната година си одам во пензија. Ти во пензија? Да, Имаш веќе толку години за да одиш во пензија? Точно. Нема шанси. Нема шанси, брик. Не ми се верува, добро? И мислам дека ќе почнам да водам мирен живот. Добро. И тоа си треба. Мето? Па, претходното видео ја покажува мојот најдобар фидбек, каде што гледам распеани, среќни луѓе. Тоа е нешто што ме прави стварно среќен. Да видам кај тебе во емисија, кај вас, Така. почитувани медиуми. Тоа што ме исполнува, тоа што го правам, што ме прави среќата кај што ја гледам среќни луѓе, тоа е Тоа е најубавиот најголемиот фидбек. фидбек. Супер. Ви благодарам многу и од срце што бевте дел од фидбек со Елена. Навистина уживав. Фала. Некако ни И летна ние времето. веднаш. Да. Но овде ќе им кажеме чао на публиката. Се разбира, се гледаме повторно во наредна сабота 19:30 и овде бак на жит до сите вас.